разговор во Македонија наутро со гостинка во студиото 3 на МТВ на тема која се надевам дека ќе го задржи вашето внимание. Голем дел од нас, доколку погледнат во гардероберите, ќе забележат парчиња облека кои што можеби повеќе од 2 сезони не ги облекле, а од необјаснива причина не ги фрлаат, и кога ќе се одлучат да се ослободат од нив, најчесто се одлучуваат за опцијата да не се донира парчето облека, туку да се фрли во корпа за отпадоци. Иако донирањето на облека е концепт кој што одамна веќе функционира во светот, зошто да, за користената облека да се реискористи е тема на разговор во Македонија наутро со Христина Лексовска од Копче, од Црвениот крст. Добро утро, Христина, и добре ни дојдовте во утринската програма. Споменав уште во најавата, користената облека, особено онаа која што е добро сочувана, одлична опција е да се реискористи на втора или трета рака. Од една страна им се помага на социјално ранливата категорија на граѓани, од друга страна ја заштитуваме животната средина од создавање на тони и тони отпад кои годишно ние ги создаваме со фрлањето на текстил. Секако, секоја парче облека заслужува втора шанса, или што би рекле ние во Копче, втор живот. Секоја донација е причина за нечија радост и нечија насмевка, особено за нашите корисници потрошувачи, односно корисниците кои што ги имаме во пунктовите за бесплатно делење на облека за лица во социјален ризик и пунктот за бездомни лица кои што тие немаат друг начин како да дојдат до облека, а ова е начинот на кој ние ги услужуваме нив. Концептот на втора рака, услугата втора рака, веќе одлично функционира во светот. Тој, како го велат, текстил, експанзија на текстилот. Така. Одлично функционира и тоа веќе се специјални индустрии кои што се фокусирани на тој концепт на втора рака. Секако, секаде во светот се забележува унапредување на овој начин на работење и управување нели со текстилот реупотреба. Меѓутоа, кај нас и циркуларната економија е еднината кон која што се движи светот. Меѓутоа, мора да споменам дека Копче работи како социјално предпријатие. Можеби терминот социјално предпријатие се уште не е доволно познат како за јавноста, така и за граѓаните. Значи, социјалното предпријатие не е целта да се оствари профит, туку целта е да се решат одредени предизвици и да се направат промени во самото општество и заедницата во која што живееме. Значи, тука ние помагаме да се решат некои општествени проблеми. Морам да напоменам дека едно од тие што ние го правиме во Копче е работна интеграција и вработување на лица кои што се во социјален ризик, односно вработување на еднородителски семејства, самохрани мајки, долгорочно невработени лица, каде што им се помага, значи, за работна интеграција. Исто така сакам да спомнам и дека еве во Копче, значи, имаме 2 жени, мајки, односно лица, баратели на азил, кои што не се пронајдоа во другите компании и организации, туку своето место да стекнат работни навики го пронајдоа токму кај нас во Копче, каде што речиси секојдневно, секој работен ден доаѓаат кај нас и помагаат во нашите тековни активности по 4 часа дневно. Какво е искуството досега со Копче во однос на работата? Искуството досега е позитивно. Можам да кажам дека на почетокот можеби имавме некои предизвици кои што успешно ги надминавме и се уште ги надминуваме. Откако ние, значи, функционираме уште од 2018 година и можам да кажам дека секојдневно имаме промени кај самите граѓани, каде што се повеќе добиваме поддршка. Поддршката во Копче може да се даде на повеќе начини. Тоа е, значи, со волонтирање, со донирање, како и со купување на облека. И сега за да разјасниме каков е принципот на донирање на облека не само кај нас, туку и во целиот свет. Облеката мора да исполнува одредени стандарди. Таа оди низ неколку филтри за да дојде до можноста да се продава и реупотребува. Каква облека може да биде прифатена за да се продава или користи еве во Копче, бидејќи ќе објасниме дека облеката меѓу другото не е само која што се донира, не се продава само во Копче, прво се донира во неколку сегменти и дел од неа завршува на штандот.
Ние секогаш препорачуваме, значи тоа се препораките кои што ние ги даваме, облеката да биде употреблива, добро спакувана и чиста. Меѓутоа не значи ако не се испочитуваат овие препораки дека ние не ја примаме. Ние примаме секаков вид на донации. Меѓутоа ги даваме овие препораки, замолуваме нели донаторите да ги почитуваат затоа што со ова се намалува временскиот рок кој што е потребен самиот тим кој што прави селекција и ја припрема облеката, многу побрзо таа облека да дојде до крајниот корисник. Какви се облеки добивате во Копче, односно ги почитуваат ли граѓаните оние стандарди за донација на облека? Значи вака, ние можам да кажам дека на годишно ниво на територија на град Скопје примаме според сите наши статистики досега кои што ги имаме околу 90 тони на облека. Воопшто не е лесно таа облека да се превземе, да се однесе во самите простори за селектирање, да се испере, да се испегла и да се достави до крајните корисници. Меѓутоа, за жал, од овие 90 тони облека, ние 70% е неупотреблива и тие 70% ние значи имаме соработка со Усје, каде што текстилните материјали и отпад ги доставуваме за употреба на алтернативно гориво. И сега за да им појасниме на граѓаните како функционира Копче, односно дека дел од обликата и зошто дел од обликата се продава, ќе го кажеме следното. Вие добивате одредена количина на облека која што поминува низ неколку филтри, односно се селектира која може да биде навистина реупотребена. Дел од таа Црвениот крст ја донира онаму каде што е неопходно, дел завршува во Копче која што се продава по символични цени. Дел од граѓаните своевремено реагира зошто се продава облеката, па да појасниме. Облеката, целта на облеката што се продава е да се сочува своевидно и достоинството на одредена категорија на граѓани, кои што можат да си дозволат да купат парче облека, но по многу пониски цени. Секако, значи откако ќе ја примеме облеката, и тоа се символични цени, се извинувам. Откако ќе ги примеме сите донации во Копче, откако ќе се изврши селекција, можам да кажам дека 80% од облеката оди за корисниците. Тоа се корисниците кои што значи земаат луѓето лица во социјален ризик, имаат право значи да остварат ваучер каде што во пунктот за бесплатно делење на облека го остваруваат тоа свое право да земат облека бесплатно. Дел од облеката значи оди во тој пункт, дел од облеката оди во пунктот за бездомни лица. Исто така на месечно ниво имаме соработка со многу институции на ниво на територија на град Скопје и на самата држава, како што се психијатриски болници, затвори, градинки, дом за стари лица. Значи, откако сите овие корисници ќе бидат обслужени, остатокот од облеката се пласира во Копче. Како што споменав и претходно, значи самиот тој пат на облека е многу долг и воопшто не е едноставен и не е ефтин. За среќа го имаме Копче каде што ние ќе со приходите во Копче кои што ќе ги оствариме, овозможуваме и другите одели да ни функционираат многу побрзо и поефикасно и ги покриваме овие трошоци. Се купува облеката? Се купува, да, има заинтересирани граѓани, значи Копче е отворено за сите граѓани, како што рековме нели за лица кои што можеби не спаѓаат во некој од оние категории за бесплатно земање на облека, меѓутоа нели сите ние сме индивидуа со своји карактерни особини. Една од карактерните особини на дел од луѓето е гордоста, достоинството, што многу поубаво човек ќе се чувствува кога ќе дојде да си купи облека по ниска цена. И кој повеќе донира, индивидуалците или компаниите? Какво е искуството? Нашето искуство до сега не би можела да определам кој повеќе донира, значи донираат индивидуалците, меѓутоа тие се помногу бројни, но со помалку донации, додека компаниите, значи се повеќе имаме многу општествено одговорни компании кои што заеднички реализираме собирни акции, но тие можеби компаниите се помалку набројни, меѓутоа собраните донации се во многу поголем обем. Некаде прочитав информација дека неверојатно квалитетна и убава облека има како донирана облека, што значи дека голем дел од нас, меѓу другото, имаат парчиња облека која што може не само втора, туку и трета рака да ги искористи. Некако несвесно влегуваме во процесот на фрлање на неопходното, не знаејќи дека тоа може добро да се реупотреби.
Секако, значи секој граѓанин треба да тргне од самиот на себе. Ние сакаме да бидеме еден позитивен пример за сите луѓе во нашето општество, да бидеме похумани, посолидарни. Секогаш да гледаме, значи наместо да ја фрлиме облеката, значи секогаш постои можноста да помогнеме некому со тоа што ќе ја донираме и таа облека ќе заврши до некој што навистина му е потребна. Како да ја донираме, односно какви парчиња на облека може да донираме, како да ја подготвиме облеката, како тоа се да изгледа спакувано за да може да се достави до Црвениот крст, за да ги исполниме оние минимум стандарди неопходни. Значи, ние би препорачале на граѓаните најпрвен сакаме да бидат информирани дека имаме многу повеќе начини како самите граѓани можат да донираат. Тоа се значи на ниво на територија на град Скопје на 9 локации имаме контейнери за донации. Тука за да ја донираат облеката мора да напоменам дека мора да биде спакувана во помали кеси за да може да биде пуштена во самиот контейнер за донација. Исто така во копче во текот на работното време без ограничување на времето граѓаните може да донираат исто тука, значи препорачуваме да биде спакувана во кеси и исто така може да се донира и во пунктот, односно во магазинот на Црвениот крст кој што се наоѓа во Момин поток. Значи нашите препораки се само да биде спакувана, да биде чиста и да биде употреблива. Не очекува студена зима, додолку повеќе ќе им биде неопходна парче плюс облека и на граѓаните во социјален ризик, но и на граѓаните кои што се без дом, бездомници, за жал имаме и нивниот број расте. Може би ова е најсоодветниот момент да проговориме за тоа дека сега е добро да пребараме што не ни е неопходно во нашите гардеробери и истите да ги подготвиме парчиња за донација. Секако. На тема хуманост чисто знаеме да кажеме, Христина, дека не каскаме. Какво е вашето искуство? Работиме или се трудиме ли да ја унапредуваме колективната одговорност во општеството, да им помагаме на ранливите категории на граѓани, нашите сограѓани? Ние веќе 5-та година неуморно работиме на подигање на свеста за колективна одговорност, за одговорно донирање и одговорно трошење. Можам да кажам дека во 2018 година се соочивме со многу предизвици, затоа што сепак отворивме продавница за облека од втора рака во малку поконзервативна средина. Меѓутоа, ваков тип на продавници постојат речиси во секој град во Западна Европа и тоа е толку распространето и толку убаво да се потикнува една ваков начин на функционирање и на работење. Со тоа што можам да кажам дека од тогаш во овие 5 изминати години имаме значително промени и поддршка од граѓаните и ние сме навистина горди што нашата продавница Копче е прва од ваков вид кај нас. Видовме видеоматеријали во текот на разговорот кои што одлично ни прекажаа како функционира тој вид на текстилна индустрија во светот, од процесот на донација, селекција на облеката, одржување на истата пред да се најде на штандовите за продажба. Ако тој концепт е совршено усвоен во странство, ние секако можеме со малку труд да си помогнеме од една страна на себе си да се ослободиме од вишокот облека кој не ни е потребен, од друга страна доколку истата е квалитетна и може да се реупотреби, да им помогнеме и на граѓаните на кои тоа им е неопходно. Благодарам, Христина, за гостувањето во Македонија на утро. Само пред крајот на разговорот, какво е работното време на Копче? Работното време на Копче од понеделник до петок од 9 до 5 и во сабота од 9 до 2. Благодарам уште еднаш. Ова е тема секако на која што ќе зборуваме многу и во периодот кој што следува, доколку во овој период ги уредувате вашите гардеробери и ја менувате летната во зимска облека, секако ќе забележите некое парче облека кое што долго време не сте го облекле. Наместо да го фрлите во корпа за отпадоци, исперете го истото и сите на донација во Копче. Нашето парче облека, нашата мала донација некому многу ќе му значи.